Здравствениот систем веќе одамна е колабиран. Не можеш да се тестираш дури и ако имаш симптоми на коронавирус. Вака го започнува сведоштвото 43-годишниот Горан Коцевски позитивен на COVID-19, кој објаснува низ што се поминува откако ги добил првите симптоми. Се плаши за себе си, но и за своето семејство, особено за синот со аутизам. Коцевски, почитувајќи ги протоколите, прво се јавил кај матичниот лекар да закаже тестирање. Му било кажано дека ќе мора да чека со денови, зашто слободен термин нема. Ми рекоа дека морам да седам 14 дена во изолација, меѓутоа немам никаков контакт со јавно здравје, нема никој дојдено да ме праша дали сум и со кого сум имал контакт. На моја иницијатива ми препишаа лекарства, а претходно ми тврдеа дека треба само да седам во изолација без никакви лекарства да примам. Има доста симптоми што ми е влошено дишењето, не осеќам мирис, вкус, меѓутоа никаков контакт со јавно здравје, никој ме нема контактирано до сега. Коцевски, кој живее во 6-члено семејство, загрижен е за своите најблиски. Појаснува дека неговото дете со аутизам, за да се врати во училиште, мора да биде тестирано како што налагаат протоколите. Но повторно ќе мора да се плати приватно, оти термини за тестирање нема ниту за оние со симптоми, ниту за оние кои биле во контакт со позитивни на вирусот. Здравството е комплетно во колапс. Ако викаат дека не е, иако се јавив да кажам дека имам симптоми на вирусот, морав приватно да се тестирам, а на мојата фамилија исто не и дозволија да се тестира преку здравство, затоа што немале термини. Граѓаните секојдневно се жалат дека термини за тестирање нема. Долгото чекање ги принудува да се тестираат приватно, иако секој не може да си го дозволи тоа. Најефтиниот тест чини 1850 денари во Институтот за јавно здравје, а од 3000 денари па нагоре чинат во приватните лаборатории. Од вчера почна и закажувањето за брзи тестови кои детектираат коронавирус. Еден ваков тест чини 1000 денари. Нема потреба од консултација со матичен лекар, но и термините за брзо тестирање се пополнети до 10 ноември.